Здрав, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство, во кое што зборувам за содржините од книгите на авторката Шефали Цапари. Поточно во овие видеа зборувам за содржината од најновата книга на авторката Шефали Цапари, Родителска карта или родителска мапа. И во ова видео денес ќе го започнеме 13-тиот чекор од книгата на Шефали. И овој чекор Шефали му дала наслов "Родители, забележете го егото кај вашето дете". Пред секој чекор Шефали пишува стихови, значи има напишано нејзини стихови во книгата и јас редовно ги читам овие стихови, бидејќи тие се однесуваат на чекорот кој што ќе го разработуваме. Сега да ги слушнеме нејзините стихови. Дете мое, ги гледам бројните маски што ги носиш, а и твоите очи преку нив како светкаат во позадина на твоето натажено лице. Те гушат и задушуваат, но ти не знаеш за друг пат. Тој е единствениот избор што го имаш, за да го преживееш студенилото на моето его. Да, тоа, знаеш, токму тоа, што ти го направи ова, тоа што ти ја згасна топлината на твојот дух и не остави и двајцата боси и голи во ледените пештери на неавтентичноста. Но сега работам на отфрлање на моите маски, за да можам појасно да ја видам твојата суштина и да те чествувам за она што си, за да се чувствуваш безбедно и да бидеш повторно свој. Тоа се прекрасните стихови на авторката Шефали, кои се однесуваат на 13-тиот чекор. И Шефали го започнува овој чекор со тоа што објаснува дека ние сите, како пред се, како човекови суштества, секој од нас копне да биде почитуван за она што е и дека никој не сака од нас да ја носи маската на неавтентичност, односно дека никој од нас во суштина, во својата суштина, не сака да лаже, не сака да мами, не сака да краде, не сака да биде пркосен, не сака да биде бунтовник, не сака да ги крши правилата. Меѓутоа, кога ние доаѓаме до такво место, ние најчесто доаѓаме кога сме во една состојба да очајно да воочуваме еден недостаток на избор кај нас, односно или пак ние да не знаеме друг начин како да ги справуваме работите, како да ги правиме работите или да комуницираме. Значи, или пак можеме да знаеме друг начин тоа да го направиме, меѓутоа немаме доволно сила за да можеме да го манифестираме тоа. Та дава едноставен пример со еден крадец и не прашува во книгата дали на вистина ние мислиме дека некој сака да биде крадец или пак таа личност е условена од неговиот очаен живот да постапува така. Или пак родителите, има пример со оние родители кои што секојдневно комуницираат преку еден многу лош начин, преку една многу немилосрдна комуникација со своите деца и тогаш во книгата таа не прашува дали на вистина ние мислиме дека овие родители намерно на овој начин комуницираат со своите деца. И веднаш таа и дава одговор, најчестиот одговор кога ги прашувала родителите за ова нешто, дека најчесто родителите давале одговор како, например, па Шефали, родителите секогаш имаат избор и дека ти знаеш дека на вистина постојат во овој свет многу лоши и злобни луѓе, зарем не? Меѓутоа, Шефали им одговара на родителите дека
верувајте родители, кога ние доаѓаме со еден ваков одговор за ова нешто, ние не постапуваме мудро, бидејќи на тој начин со овие одговори ние не можеме да дадеме некоја помош или да некоја корист да им дадеме на овие личности, каде што значи со која што би можеле да се применува таа помош некаде, бидејќи пред се во тој одговор кој што го даваме, пред се тој е полн со една осуда од наша страна и има недостаток тука од едно вистинско разбирање за нечија внатрешна мотивација или приказна. Што значи тоа? Дека за да можеме да направиме една промена, во смисла на тоа да им помогнеме на овие личности, тоа би подразбирало ние да можеме да ја разбереме позадината на самиот контекст од нивната приказна. И ова нешто, како моќно средство, може да го направи терапијата, значи како една алатка, за да им помогне на луѓето, и затоа што таа навистина помога за да можеме да разбереме колкава е моќта на контекстот позади приказната на самата личност, која што ја довела до таа ситуација во која што се нашла во сегашниот момент. Значи, и кога тоа нешто личноста ќе го разбере, на овој начин таа не останува заглавена во срам и во вина, туку почнува да разбира зошто и како дошла до моментот во кој што е влезена во сегашноста и зошто постапувала на начин на кој што постапувала. И ова е токму тоа за која што Шефали, значи овде општо зборува со неколку реченици, за она кој што ќе го разработува таа во 13-тиот чекор, односно за разбирањето на позадинскиот контекст на однесувањето на нашите деца. Значи, зошто и како нашиот однос со нашето дете станало такво какво што е денес. Значи, кои се причините, кои се последиците кои што довеле до тоа нашето дете да постапува на тој начин како што постапува во сегашноста. И кој е миксот или мешавината од комплексните фактори кои што го навеле нашето дете да дојде до таа фаза. И затоа Шефали тука им се обраќа на родителите. Родители, верувајте дека вашето дете туку така, од ненадеж, преку ноќ, не може да се разбуди и најнаш да одлучи да влезе во едно бунтовно дете, значи да стане непослушно дете, да влезе во неадекватно однесување, туку многу причини и многу последици морале да се појават предходно и во неговиот живот, и во нашиот живот истовремено, пред да се случи ваквото негово несоодветно однесување. Значи, за така детето несоодветно да се однесува. И затоа разбирањето на бескрајниот синџир од причини и последици е клучот за разбирањето на историјата на однесувањето на нашето дете. И кога ние ќе влеземе во едно такво разбирање, ние почнуваме да собираме моќ која што ни дава една сочувствителност према нашите деца и една емпатија. И сето тоа ни овозможува ние да повторно да почнеме да го градиме мостот на една доверба, на една
на едно разбирање на искуствата на нашите деца, значи онаму на оние места каде што претходно немало близкост со нив, немало разбирање, не постоело конекција, поврзаност. И на ист начин таа објаснува како што родителските егомаски се создале во делот преку нашиот однос со децата, така сега и детските егомаски кои што Шефали ќе ги разработува во овој дел, во 13-тиот чекор, затоа и насловот е забележете го егото кај вашите деца. Значи, на ист начин и детските егомаски се искреирани во нивните односи со нас родителите. Значи, и ова е навистина нешто природно, сосема природно, затоа што кога децата ќе почувствуваат дека ние не сме автентични, преку нашата неавтентичност, кога ние ги навлекуваме нашите егомаски, тие по автоматизам исто така ги навлекуваат и своите егомаски. Во суштина, ова представува еден механизам нивни на справување со родителското его. Значи, децата се бранат, се заштитуваат од родителското его преку нивните со навлекувањето на нивните егомаски. На тој начин и тие стануваат неавтентични. И меѓутоа, кога ние како родители постепено стануваме свесни за овој нивни механизам на справување со нашето его, тогаш ние можеме да направиме еден чекор на нас и да почнеме да ги разбираме нашите деца и со тоа да колку повеќе ги разбираме, ние влегуваме во една поголема сочувствителност за нив. Значи, наместо ние да слепо да реагираме и да не ги разбираме децата, да не го разбираме тој нивен механизам одбранен, која што, ако е така, значи само ќе го зацврстува егото кај нашите деца и ќе не поставува нас, значи во еден повторен негативен циклус на реактивен набој на двете ега, и на родителското, и на детското его. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте хубав ден, се гледаме.